ја започнавме 2022 година. Во деновите кога најмногу се патува. Во деновите кога имаме можност да уживаме во убавините кои што ни ги дала нашата татковина. Еве, ја започнуваме како прва тема за 2022 туризмот. Една од клучните и најзначајните гранки економски за едно општество. Што претрпе туризмот, но што да очекуваме од оваа 2022 година. Се разбира на оваа тема со професор доктор Аце Милинковски, ректор на Универзитетот за туризам и менеджмент. Добро утро, професоре. Среќни празници, убава 2022 Благодарам, среќно и на вас и среќни празници на сите ваши гледачи. Зборуваме за гранката која што можеби е клучна за едно општество од економска гледна точка, туризмот. Многу осцилации претрпе во изминатите 3 години. Од моменти на затвореност до моменти на дозвола на движење, па повторно некои ограничување. Моменти кога имавме можност и да прошетаме, но и да бидеме затворени во својата татковина и тука да прошетаме. Па може да направиме едно резиме во каква состојба е сега туризмот? Туризмот во нашата држава е во лоша состојба континуирано, но ако прашањето се однесува на пандемиските услови, туристичкото стопанство на Македонија е пред самиот крах. Се движи по работна амбисија. Тоа што му е потребно на туристичкото стопанство, се надевам ќе зборуваме подоцна, но сега во вакви услови мислам дека сите туристички чинители и фактори во целиот туристички бизнис бараат помош од државата и државата мора да собере сила да им помогне, бидејќи најпогоден е овој сектор во целата пандемија во целиот свет. Имено за тоа зборуваше и генералниот секретар на Светската туристичка организација, зашто ќе зборувам исто така јас во ова наше разговарање на темата туризам во државата наша. Може би многу ни е сега тази, да речеме, ново, тоа што имавме можности да прошетаме и надвор од нашата држава и можност да видиме и други светски метрополи за новогодишните божикните празници, но повторно пандемијата на еден начин и ги сопретие во светски рамки. Како добар познавач на авиосообраќајот, во време кога се вели дека омикронот не е тој кој што е до толкава мера опасен како предходните соеви, сепак во изминатите 2 дена, 3 дена пред почетокот на 2022-та, 9500 летови само во Соединетите Американски држави беа откажани. Што мислите вие за авиосообраќајот? Ќе го вратиме ли повторно еден од движечките начини на кои што можеме да патуваме? Нормално. Големите и моćни држави, големите и моćни авиокомпании, пред се националните авиокомпании, за жал Македонија нема таква, но националните авиокомпании се базираат на националниот буџет. Да, тие се во големи загуби континуирано овие 2 години, меѓутоа наоѓаат сила, државите ги субвенционираат и им помагаат по пат на буџетирање дополнително. Нема да дозволи ни една држава да престане да лета. Turkish Airline, например, да престане да лета, Qatar Airways да престане да лета, авиокомпанијата на Кина, на Јапонија, нити на American Airline, апсолутно. Нема да престане да лета ни Iberian во Шпанија, нити било која авиокомпанија. Да, тие денеска се во кризна состојба, откажаа многу летови. Омикронот, како што кажавте вие, не е толку страшен, но според моето размислување скромно, може да кажам дека се е политика. Кога се сведува на тоа дека се е политика, дека се е на начинот на кој што се менаџира државата и на начинот на кој што се вложува во одредени сектори, добро, што треба да направиме според вас во туризмот? Кои се клучните мерки за да можеме да му го подотвориме патот во 2022 и понатаму? Секако тоа што му е потребно на туристичкото стопанство и на туризмот генерално во нашата држава, тоа се инвестициите. Ние во државата имаме многу скромни, дури
елементарно незабележителни инвестиции во туристичкиот сектор. Прво, на државата се потребни многу добро подготвени инфраструктурни инвестиции. Инфраструктурата во нашата држава е на многу ниско ниво. Еден поранешен учесник во националната политика, во едно наше разговарање на тема национален туризам, вака ми се обрати. Вели, вика, што ќе кажеш за туризмот во државата, само немој да ми зборуваш дека треба да правам патишта. Тоа го знам. Тоа е почетокот. Мора да имаме добар проток на патниот сообраќај, мора да имаме добар проток на авионскиот сообраќај. Морам да признам дека аеродромот е еден од подобрите на балканските простори, нашиот аеродром, така е. Но затоа патната инфраструктура ни е многу ниска и многу катастрофална. Не звучи сега, нели, ова еуфорично, не звучи можеби добро за ушите на нашите гледачи и на нашите сограѓани, меѓутоа тоа е вистина. Сите ние се движиме по патиштата секојдневно. Имам пријатели од Софија кои што професори доаѓаат често пати овде, дека тој пат долго време веќе се измачува, самиот пат е измачен од градежни активности, уште не е готов. Нашиот туристички бисер Охрид, каде што очекуваме огромен број туристи, нели, во зимско време гледате дека застанува сообраќајот кога ќе падне снег, стража е под снежни завеви. Во летно време има огромна гужва, ви се потребни за 150 на километри 4 до 5 сати во летно време да патувате до Охрид, а замислите за 4 до 5 сати може да стигнете многу слободно до српско-унгарската граница. Тоа е реалната слика, оно што ни се случува. Токму, инвестициите во патниот сообраќај се и повеќе од потребни. Тоа уште Хрватска го направи пред 2 децении. Уште тогаш вложија во нивната патна инфраструктура. Славонија, северниот дел, рамницата на Хрватска, ја доближија до и големите градови, средноевропски во Хрватска, ја доближија до Приморијата. Со добар пат, со тунели, со мостови, со се што е она потребно за човек да се чувствува безбедно додека патува и да стигне брзо и безбедно до одредената дестинација која што сите ние ја бираме кога треба да одиме. Мене ми е стварно жал што морам да напоменам, но се чувствувам хендикепирано ако ги погледнам фотографиите кога сум бил на 3-4 годишна возраст со моите родители покојни во Охрид, на Охридското крајбрежје, конкретно на Охридското пристаниште, дека и денес да отидеме да се сликаме после 50 и кусор години, ако отидеме се сликаме на истото место, ќе видите иста позадина. Тоа е видувањето на пола век време поминат, каде што ние во државата наша немаме инвестиции. И затоа оставени се инвестициите индивидуално на одредени луѓе кои што имаат желба или имаат малку повеќе храброст да вложат во инвестирање на мали туристички инфраструктурни капацитети. Кога сме веќе кај тие, руралниот туризам е клучен од кај соседите наши, нешто што ги привлекува буквално без размислување нашите македонци. На некои ефтини тури, на викенди, на неколку дена, си имаме преубавата Македонија со неверојатни капацитети за развивање на рурален туризам. Повторно ќе кажете дека можеби патиштата се клучни, инвестициите или можеби и обуката, односно населението да добие еден начин на стимул да размислува да инвестира во своето родно место, да го развива своето родно место и можеби некои селца кои што се заборавени,
кои што ете и ние не ги знаеме, ете така да се промовира. Да, многу сте во право, додека ве слушам, додека правите најава на прашањето, се обидувам да размислувам како да го концепирам одговор, но ќе бидам директен. Сега, пред еден месец, бевме од Универзитетот поканети на 24-тото Генерално собрание на Светска туристичка организација. Беше собран целиот туристички свет. Поприлично околу 170 држави беа присутни. На едно место беа сите министри за туризам, или економија, или култура, или археологија, или трговија, во зависност каде е сврстан или каде е сместен туристичкиот сектор. Беше присутна и државата наша, во секој случај. Конкретно на вашето прашање, имаше избор токму на рурален туризам, светски избор, прогласување на победници, на објавен во претходната година конкурс за пријавување на најдобри села. Македонија не беше пријавена. Јас многу жалам и многу тажев што Македонија не можев да ја сретнам во пријавените. Не дека треба Македонија да победи, но дека треба да учествува повеќе од сигурно. Сакате да кажете одличен начин за промоција. 174 држави учествуваа. Избрани се 44. 44 села од 32 држави за најдобри во целиот свет. Замислите, има во соседна Србија, има во Словенија, има избрани села, да не зборувам, Кенија, Аргентина, Австрија, Швајцарија, Чиле, каде и да не. Значи, Кина, во целиот свет. И каде мислите дека е проблемот? Обуката на населението? Не. Проблемот... Навистина мислам дека и тоа недостасува. Се сложувам апсолутно, 100% сте во право. Како почна Србија, како наш сосед, да го регулира и да го развива руралниот туризам. Токму парцелизацијата, односно регионализацијата на руралниот туризам во таа држава настана пред 20 на години. Уште пред 15 на години, па можда и на самиот почеток и повеќе од 15 години, уважени професори, мои пријатели веќе вршеа обуки во Златиборскиот туристички дел. Сега еден од лидерите. Во туристичката организација, да, они направија стратегија што треба да прават. Да. Но се одеше паралелно. Обука на населението, така. Конкретно факултетот за туризам од Универзитетот Сингиндунум, со кој што сме многу блиски и пријателски функционираме и соработуваме. Тие ја правеа таа обука, го добија конкурсот, нели, трката по тендери не е таква како во нашата држава, за жал. Го добија и направија обука на целото местно население, како да се однесуваат, како да бидат облечени, што треба да прават, што да изработат во меѓувреме, кој е нивниот туристички производ, што тие треба да понудат, кои се тие ситни елементи што на човек му прават убаво на душата, се чувствува кога ќе престојува. И Златибор денеска е развиен на многу високо ниво. Истото го правеа нашите соседи во Република Бугарија. Соседите тано во светски рамки огромни средства се одделуваат за 2022 година токму да бидат насочени кон туризмот. Светските метрополи велат дека ќе им биде проблем да го вратат туризмот онака како што било претходно. А за кај нас што мислите? Се гледали некоја не знам, светилка на крајот од тунелот дека и 2022 очекуваат сите дека ќе биде тешка, но можеби полесно ќе ја поминеме од изминатите години и ќе дадете надеж дека сепак туризмот можеме да повторно да го дигнеме. Главната поента на Генералното собрание е да го обновиме или да го рестартираме туризмот. И тоа се зборува веќе
цела година како Светската туристичка организација ги поттикнува државите. Меѓутоа, во основа, ние не може да очекуваме сега дека туризмот треба да биде некаков хит во државата, кога гледате дека целото општество ни е во криза, целата политика ни е во криза, целата економија ни е во криза, енергетиката ни е во криза и соодветно на сето тоа во криза сме сите ние граѓаните што живееме во оваа преубава земја. Што е потребно прво на почеток? Туристичкото стопанство мора да се реорганизира и да се постави пирамида. Мора да има кој е одговорен за све. Туризмот мора да биде сврстан во рамките на едно министерство и министерството да се вика така. Да не биде дел од министерството. Може да биде дел од Министерството за економија, меѓутоа мора да постои зборчето туризам, Министерство за економија, туризам и нешто. Може да биде трговија. Да не биде сектор. Да не биде на ниво на еден маргинализиран сектор и знаете таму седите со министри за туризам на Бразил, Аргентина, Мексико, Франција, Германија, Британија, мислам Шпанија, како да ви кажам. Да. И сега ние имаме ниво на раководител на сектор за туризам во Министерство за економија. И тоа е министерот за економија сигурно е презафатен, економијата преглобална, за да тој се занимава само со туристичкиот бизнис. Потребно е ново организирање на туризмот во држава. Ако универзитетот не го поставиме на организациони добри основи, и тој нема да ни функционира. И целиот, и вашата телевизија еднакво. Ако не постои поставената пирамида по која што сите треба да се движиме и да се однесуваме, нели? Да. Тогаш нема да функционира и телевизијата и нашиот универзитет и така како што не функционира туристичкиот бизнис. Ние имаме слободно е, дозволено е здружувањето на правните лица во туризмот, но имаме превише комори, преголема е поделеноста внатре, преголема е индивидуалноста внатре, преголемо е егото на одредени чинители внатре и се е преголемо и презаситени сме од се во овие 3 децении да бележиме неуспеси. Мислам дека е крајно време да се подготви работата добро. Претходно нели зборувавме и за добро интервју треба подготовка, и за добро одржан час треба подготовка, и за се што сакаме да биде добро, потребна е добра подготовка. Нас ни треба таква подготовка. Благодарам. И јас ви благодарам. Еднакво ви посакувам добро здравие и се најубаво во новата 22 година. Така е, да сме живи и здрави, да се гледаме за убави работи. Бидете здрави и живи.